Ве молам да го поздравиме председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Бранко Црвенковски! Добро вечер, Прилеп. Добро вечер, граду Херој, граду Борец, граду Бунтовник. Добро вечер, почитувани граѓани. И добро ни дојдовте на овој наш протестен собир. На овој наш митинг на храброста и одважноста, на одлучноста и решеноста. Митинг на достоинството и гордоста. Кога решивме среде лето да ја поминеме Македонија, една од целите што ги имавме пред себе беше да ги охрабриме луѓето, да го ослободиме народот од стравот. Полните плоштади секоја недела ни покажаа дека на народот повеќе храбрење не му треба. Нема повеќе страв. Народот ни е подготвен. Народот чека знак. Народот бара акција. Еве и овде во Прилеп што се не направија во овие 2 дена. Субвенциите за тутунот вчера најдоа пари да ги платат. Денес најдоа да ветуваат пат до Манастирец. Трескавец. Драги пријатели, и циркус имало вечерва во Прилеп. И бесплатни карти делеле. Ама еве го народот тука. Кој ќе им оди на циркус кога од цела држава циркус направија? Еве и овде во Прилеп вечерва гледаме луѓе со високо окренати чела, со силна волја, со цврсто стиснати тупаници. И сите со иста мисла, доста беше, доста од неправди и понижувања, доста од лаги и заплашувања, доста од закани и притисоци. Сакаме да живееме како луѓе, како слободни луѓе во слободна земја. Македонија е наша и си ја бараме државата назад. Драги пријатели, не чека решавачка битка, не чека референдум за нашата иднина. Не чекаат локални избори од кои се ќе зависи. Ако нив ги добиеме, со нив е готово. Тие ќе си одат и од власта и од нашите животи. Влогот е голем, огромен. Или тие, или ние. Свесни сме. Знаеме дека не смееме да сгрешиме. Ниту во програмата, ниту во луѓето што ќе ви ги предложиме. Затоа сме секој ден со вас, со народот, да ги слушнеме вашите проблеми и маки, вашите желби и потреби. Вие да ни ја напишете програмата, вие да ни ги утврдите задачите и приоритетите. Меѓу вас сме за да од вас чуеме кои се луѓето во кои верувате, кои се луѓето кои ги почитувате, со кои можете заедно да работите и да сработите, за да биде подобро за сите. И знам, уведен сум дека овде во Прилеп ја погодивме работата. Заедно со вас го најдовме вистинскиот човек. Ем млад, ем искусен. Човек со биографија, со минат труд, со резултати зад себе. Успешен стопанственик
и ценет универзитетски професор. Чесен, одговорен, скромен, домаќин и семеен човек. Од десна фамилија, израснат во Прилеп, а почитуван во цела Македонија. Вистински човек за градоначалник на вашиот и наш Прилеп. Хари, знам дека ќе ја оправдаш довербата. Знам дека ќе не направиш горди и нас што те кандидираме, а уште погорди прилепчани што ќе те гласаат. Во Прилеп одиме на победа. Така и му личи на овој град. Да биде напред, да биде град предводник, прв да победи, да биде пример за сите други, да биде победнички Прилеп за победничка Македонија. Драги пријатели, Македонија денес е држава со големи, со огромни проблеми. Животот на луѓето е се потежок, се помачен. Народот ни страда како никогаш досега. Ние сме земја на сиромаштија и мизерија, земја на невработени социјални случаи, на задолжени фирми и уште позадолжени граѓани, земја на блокирани сметки и невратени кредити, земја преплавена од судски извршители, земја на лажни синдикати и полтронски комори. Македонија денес е земја на незадоволни и несрекни луѓе. Тешко им е на бизнисмените, а уште потешко на работниците. Тешко им е на лекарите, а уште потешко на пациентите. Незадоволни се професорите, а уште понезадоволни студентите и учениците. Несрекни се дуќанџиите, затоа што повеќе инспектори од муштерија им влегуваат. Поголеми им се казните од целата роба што ја имаат. Несрекни се и пазарџиите, затоа што нема кому да продадат. Несрекни се и купувачите, затоа што немаат со што да платат и со што да купат. Македонија денес е земја на државен криминал и корупција, на фиктивни договори и лажни анекси, на министерства пералници за пари, на министри местачи на тендери, на рекетари во инспекцијски служби, на силеџии со полициски значки, земја во која казнени експедиции собираат арач од народот, за да можат пастирот и фамилијата да си го тераат кејфот и да си ги лечат фрустрациите. Македонија има власт, која невработеноста ја решава со бришење од евиденција, сиромаштијата ја решава со бесплатен балет и опера, долговите кон фирмите ги решава со казни и кривични пријави, политичката конкуренција ја решава со апсења и монтирани судски процеси, критички настроените медиуми ги решава со нивно затварање и гаснење. Македонија има власт, која историјата ја почитува така што ја фалсификува. Уметноста ја негува така што ја цензурира. Религијата ја респектира така што ја злоупотребува. Македонија денес има власт која не потценува како луѓе, која не смета за неуки, за наивни, која мисли дека може бесрамно и бескрајно да не лаже, а ние да веруваме. Стопанството ни пропаѓа, економијата ни е во минус, во рецесија, индустриското производство паѓа 9 месеци поред, а тие ни прават филмови. Македонија е најдобра во Европа, Македонија е трет реформатор во светот. Народот тоне во мизерија, а тие ни пуштаат спотови со стрехни и насмејани лица, задоволни од животот, задоволни од власта, чиниш мет и млеко тече по улиците. Досега во нашата историја не се видело ниту поголема сиромаштија, ниту по безобразно трошење на народните пари. За 6 години 100 милиони евра дадоа за владини кампањи, за лажни реклами, за спотови и огласи, за перење на мозокот на луѓето. 350 милиони евра
фрлија во камења, во мермер и бронза на само 1 километар квадратен во центарот на Скопје. Споменици, скулптури, триумфални капии, восочни фигури, скапи мостови со уште поскапи огради. Жално е, срамно е, греф е. Луѓето немаат леб да јадат, луѓето немаат лек да купат, за операција да платат, а тие изгореа стотици милиони за лечење на своји комплекси, за кич и невкус, за невиден криминал и грабеж. Ете, тоа е, драги мои пријатели, резултатот на 6 години преродба, на 6 години лажни реформи и уште полажен патриотизам. Жална Македонија на жални врби. Во сиот изминат период, целокупната власт во оваа земја се наоѓа во рацете на еден единствен човек. Тој е и премиер, и председател на државата, и извршна и законодавна власт. Тој е и врховен и уставен суд, и главен скопски архитект, и главен уредник на пола медиуми. И наместо после вакви катастрофални резултати, после вакви национални порази да излезе пред народот, да ја прифати реалноста и да ја превземе одговорноста, тој и понатаму продолжува да ја бара вината кај сите други освен кај себе, продолжува да го дели народот, да произведува непријатели и предавници. Го гледам на она славно интервју на X0 од понеделникот. Во еден момент вели, би сакал да ги видам сите тие ликови на купче. Бранко Стојан Андов, Тито Петковски од едната страна, Љупчо Георгиевски, Љубе Бошковски, Стојанче Ангелов од другата страна. Како вели, сите на купче и ајде. Ке не решел одеднаш, ке ја спасел Македонија, ке се ослободел од нас, ке може да продолжи да владее како сака, без било кој да му пречи. Епа, Никола, морам да те подсетам на некои работи. Нешто во последно време почна многу да ми забораваш. Со Стојан Андов, Никола, едно време беше во коалиција. И супер ти беше Стојан во тоа време. Кога почна да ти ги критикува политиките, одеднаш ти текна дека е стар транзиционен политичар, дека е под мое влијание, дека е народен непријател и странски платеник. Со Тито Петковски, Никола, во 2006 заедно направивте влада. Така со негова помош стана премиер. И тој во тоа време ти беше супер. Кога почна и Тито да ти ја критикува политиката, одеднаш и него го прогласи за мрачен лик од транзицијата, за мој послушник и продолжена рака. Љубе Бошковски, Никола, беше ваш и твој херој, брат Љубе. Песни му смислувавте, во Хаг го посетуваше за да се сликаш со него, на аеродром го пречека за да се гушнеш со него пред камери, за да гребнеш малку од неговата слава. Кога Љубе почна да ти ја критикува политиката, го прогласи за кодош, за предавник, за марионета во моите раце. Го уапси во монтиран судски процес, го осуди прво на 7, па сега на 5 години затвор. Љупчо Георгиевски, Никола, ти беше икона. Сликата негова и на маса и на зид ја чуваше. И пред неа секое утро по 3 пати се крстеше. Кога со Љупчо Никола ке се поздравеше, 3 дена рацете не ги миеше. 4 години беше негов министер. Сите одлуки заедно ги донесувавте. Сите политики му ги подржуваше. Сите приватизации ти, Никола, ги подпиша. И од што му беше лојален и послушен, тој и за председател на партијата те предложи.
кога и Лјупчо почна да ти ја критикува политиката и него по итна постапка го прогласи за предавник, за странски платеник, за шпиун што работи за Бранко. Полека, Никола, кочи малку. Незгодно ми паѓа, греф ке ме фати. Значи, сите што биле со тебе и околу тебе, јас сум ги контролирал. И сите на мој знак, еден по еден од кај тебе, преоѓаат на моја страна. А ти власт, ја опозиција. Како ја тераш работава, на крајот, Никола, аплас сам ке останеш. И замисли, уште, сите овие биле предавници, а само тој патриот. Сите биле криминалци, а само тој чесен. Сите биле луди, а само тој нормален. И кај ти е, Никола, крајот? Кој ти е следниот кандидат за нов предавник и мој шпиун? Да не е Павле Трајанов? Нешто почна и тој јавно да те критикува и од тебе да се оградува. Или можеби Борис Стојменов? Тој никогаш не ти бил баш многу сигурен. Можда и тој те намести на интервјуто на Канал 5 во понеделникот. Да не е Лилјана Поповска, да не се Кенан Касипи или Стојковиќ. Едно знам, Дзинго сигурно не е. Тој ти е бетон сигурен. Тој нема никаква врска ни со транзиција, ни со приватизација. Тој има директни антички корени, не со Александар, не со Филип, туку со Аминта трети. Да не заборавам, и во Амди Бајра можеш да бидеш сигурен. Со него идеолошки целосно се преклопувате. Целосно истомисленици сте. Ве гледам вчера и тебе и кумот. Нешто многу се возбудивте од мојата средба со Георгиевски. Во изден двајцата на бојно поле истрчавте, тешки изјави дадовте. Епа и на тоа ќе ви одговорам. Јас и Лјупчо Георгиевски сме биле жестоки политички противници во целиот изминат период. Сме имале и ќе имаме големи, огромни разлики за многу важни прашања. Некој ќе праша колкави се тие разлики. Епа, например, исто толку големи какви што биле меѓу Черчил и Сталин пред војната. Тие не можеле да се смислат, преку нишан се гледале. Се додека не се појавило најголемото зло во историјата, капларот, фирерот Адолф Хитлер. Тоа зло ги натерало да заборават на разликите и непријателствата, да ги издружат силите и во иста антифашистичка коалиција да се борат и да го победат. И пак, и после војната продолжиле да бидат противници, да бидат ривали, ама една добра работа за човештвото заедно ја направиле. Го поразија фашизмот. Ете, Никола, така не учи историјата. А што се однесува до твојата теза дека сите овие луѓе од опозициониот фронт ги поврзува само желбата за власт и ништо друго. Уште еднаш сакам да ти порачам и на тебе и на целата македонска јавност. Јас лично не се борам за никаква власт. Мене лично нема да ме видите на никакви кандидатски листи. Јас овој пат се борам за нешто многу повредно, многу поскапо од било која функција и фотелја. Сакам моите деца, сакам моите внуци, сакам вашите деца и внуци да живеат во нормална,
во демократска, во економски просперитетна држава. Сакам тука, во Македонија, а не по туѓи земји да си ја најдат среќата, тука да си ја градат иднината. Да се горди што се македонци и што се од Македонија. За таква цел човек вреди да се бори повеќе отколку за било каква власт, моќ или пари. За остварувањето на ваква цел, за изградбата на ваква Македонија ве повикувам и вас, почитувани граѓани, да ни се придружите. Ајде во оваа битка да бидеме заедно, да бидеме единствени, да бидеме силни, да бидеме храбри, да бидеме решителни. Заедно можеме се. Ништо и никој не може да не спречи. Ајде, ајде да победиме за нашите деца, за нашата иднина, за наша Македонија.